Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джојс Мајер службите. Јас навистина верувам дека ние го навредуваме Бог кога се жалиме. И всушност мислам дека тоа е опасно и мислам дека му отвораме врата на непријателот кога се жалиме. Пораката која ќе ја проповедам денес нема да ви треба. Но можеби постои некој на кого знаете дека ќе му треба. Така може да запишувате забелешки за нив или да купите примерак од CD-то, но знам дека на вас не ви треба бидејќи јас ќе зборувам за престанување со поплаки. Јас сум сигурна дека тоа не ви треба. На никој од вас не му треба, нели? Добро. Добро, јас мислам дека ако може да поминеме еден ден без жалење за нешто, тоа би било сосема огромно чудо. Се чини дека колку повеќе имаме, толку повеќе наоѓаме нешта за да се пожалиме. Се фатив себе си пред неколку седмици и мислам дека го правам доста често. Одам до фрижидерот и отворам вратата, стојам таму и гледам во сета храна. И потоа се слушнав себе си како велам. Толку сум уморна од размислување што да јадам секој ден. Дали некогаш го имате кажано тоа? Го правите ли тоа? И погледнете, видите крената раци на секаде. Или одам во ормонот кој всушност е како една мала соба и си велам, уморна сум од размислување што да облечам секој ден. А знаете, кога бев тинеџерка, мојот орман беше малечок и имав 7 костуми и не размислував што да облечам. Имав еден комплет за понеделник, за вторник, за среда. Не размислував за своите чевли, бидејќи имав само 2 пара. И мислам че 100 пати ние се жалиме дека имаме толку многу работи, што всушност сме збунети да мора да размислуваме дури што да јадеме. Нели е патетично тоа што во земја, каде што може да се јаде се што сакате, кога и да се посака, ние стоиме пред фрижидерот и се жалиме дека немаме што да јадеме. Се уморуваме од размислување што да јадеме. Имаше една мисионерка, таа и незиниот сопруг и нивното семејство живееја во Африка долги години. И доаѓа еднаш годишно или 2 пати годишно на посета. И во Африка, каде што живееше таа, имаше само еден вид на житарки наречени Витабикс. А таа сакаше житареци и едно нешто што сакаше да го прави кога беше дома и да купува житарките што ги сака. Немаше дојден од дома веќе неколку години и работите многу се променија. Имаше поголема разновидност на продуктите и така незиниот сопруг ја оставил пред супермаркетот и рекол дека ќе ја чека надвор. Така таа влегла и не излегувала. Не излегувала. На крајот излегла и не носела ништо. Тогаш тој рекол, каде се житариците? Таа рекла, толку многу се збунив, обидувајќи се да одберам кои житарки да ги купам, бидејќи имаше премногу избор. И на крај дигнав раци и не купив ништо. Колкумина од вас знаат дека ние имаме многу во изобилие. Бог еднаш ми рече, Джојс, ако веќе се поплакуваш за нешто, тогаш не се не обидувај да се молиш за тоа. Бог не одговара на поплаките. Може би има оддел за поплаки во секој трговски центар, но таков оддел во рајот нема. Каде што може да отидете и да се пожалите за проблемот и тие веднаш да го решат. Начинот на кој ние ги решаваме проблемите е со молитва и вера во Бог, не со поплаки за нештата. Всушност, јас мислам дека ако се молиме за нешто, а потоа се свртиме и се жалиме за истото, веројатно сме го повлекле сето добро кое може би сме го направиле. Навистина, мислам дека денес убаво ќе се насмееме. Имам неколку смешни приказни да ви раскажам, но сакам да ви нагласам уште од почеток. Мислам дека ова е многу посериозна порака од колку што мислиме. Навистина верувам дека го навредуваме Бог кога се жалиме.
И мислам дека тоа е дури и опасно. Мислам дека со поплаките му отвараме врата на непријателот. Така, би сакала да предложам да го сватите ова малку посериозно. Многу помалку да го правите тоа. И ако се фатите себе си дека се жалите, третирајте го тоа како грев и покајте се. Колкумина од вас се навистина добри со своите деца? Добро, и јас сум. А на колку од вас не им се допаѓа кога тие се жалат дека сте предобри со нив, си мислите? Навистина? Дали навистина? Се жалиш за тоа? Само замислете си како Бог се чувствува тогаш. Со сето она кое Тој го направил за нас и сите жртви кои ги направил, давајќи ни го неговиот единствен син и прекрасните благодати кои ние ги имаме. Знаете, јас не морам да се обидувам да се жалам, но морам да се обидам да не го правам тоа. Поплакувањето е нешто што ние го правиме како автоматски одговор на било каква непогода или незадоволство кое го имаме во животот. Верувам дека може да ви го докажам и тоа со писмото, дека жалењето е грев и дека отвора врата за непријателот. Така, јас имам доста здрав, побожен страф од поплаките. Не значи дека не го правам тоа. Но сакам да проповедам ваква порака бидејќи ми треба да ја слушнам повторно и повторно. Павле рекол дека никогаш не ми досадува да ве поучувам на истите работи повторно и повторно. И ќе ви кажам, не верувам дека постои нешто во Библијата кое ќе го слушнеме еднаш и не е потребно да го слушнеме никогаш повеќе. Мислам дека секој Божји збор не треба да биде нов збор. Само треба да биде слово за сега. И така, ова не е нешто што го немате слушнато претходно. Неверојатно е нешто што ќе го слушнете повторно. Но тоа е нешто кое, ако сте барем малку како мене, секогаш кога го слушнете, вам ви е потребно. Па да започнеме. Филипјани 4:6. Не грижете се за ништо, туку во се. Преку молитва и молба со благодарност. Не со жалење. Со благодарност искажувајте ги своите просби пред Бога. Прва Солуњани 5:16 до 19. Бидете благодарни во своите околности, зашто ова е Божјата волја за оние од вас кои се во Исус Христос. Не гаснете го духот. Сега зборот гасне значи да престане да работи. Па ако преминеме на поентата и го поедноставиме ова, ако јас го разбирам она што го читам овде, веле дека ако јас имам некоја ситуација која се одвива во мојот живот, ми треба Бог за да ми помогне. И можеби јас се молам за тоа. Можеби не се молам. Еве да речеме дека се молам, но исто се жалам и во врска со тоа. Тогаш моето жалење го попречува Светиот Дух да работи во мојот живот и во мојата ситуација. Израелците поминале 40 години правејќи нешто што можело да биде 11-дневно патување. Тоа се уште ме остава без зборови. Јас се прашувам колку ли години ние талкаме низ дивината на животот, обидувајќи се да ја најдеме таа ветена земја кон која се стремиме. Едноставно не разбираме што е она што не попречува. Некогаш не е комплицираното нешто кое мислиме дека е, повеќе се едноставните нешта. Еднаш направив едно поучување наречено менталитетот на дивината. Мислам дека е време да го направам повторно, но всушност јас проучував што ги спречило толку израелците да не го направат тоа 11-дневно патување. Тоа биле едноставни нешта како нетрпение, обвинување на Бог за нивните проблеми, обвинување на Мојсей за нивните проблеми и многу поплаки. А тие имале чудесна храна која како дожд паѓала од небото, а тие рекле: ја мразиме оваа скромна презрена мана. Веќе не им се допаѓала. И така, тие останале таму. Не се сеќавам каде го најдов ова, но најдов дефиниција за жалењето. И дел од таа дефиниција гласеше дека да се жалиш значи да останеш.
Така, кога јас се жалам за нешто, речи си гарантирам дека тоа ќе остане така, се додека не научам да бидам благодарна. Знаете, ние мора да бидеме внимателни да не станеме. Колкумина знаат дека е многу лесно да почнете да го гледате она што го немате. Толку е лесно да почнете да гледате на тоа што го немате. И проблемот со тоа е што колку повеќе гледате во она што го немате, повеќе го пропуштате она што го имате. Ќе ви кажам, сите ние имаме толку многу и сите имаме многу прилики. Всушност, сега ќе го кажам, ние сите, вклучувајќи ме и мене, имаме премногу. Имаме многу работи што дури не фрустрираат. И само продолжуваме да носиме и повеќе. Знаете, мислам дека Бог сака да уживаме во нештата, но мислам дека некогаш всушност може да додадете стрес во вашиот живот, имајќи премногу работи што ве фрустрираат. Јас имам нешто што го наречувам кутија за давање. Тоа е кутија со прилично солидна големина. Ја полнам најмалку секои 3 или 4 седмици со предмети. Знаете, предмети на кои навистина ништо не им фали, но не ги употребувам или ги немам употребено веќе долго време. Па барем ние можеме да ги споделиме работите и да дадеме нешта кои да ги користиме бидејќи постои некој што ќе ги употреби. Тоа барем ќе ви помогне да ја задржите разумноста ако живеете малку поедноставно. Ајде да бидеме благодарни. Мислам, благодарни со цел. Благодарам на Бог за топлата вода. Сакам топол туш или кава полна со топла вода и му благодарам на Бог за топлата вода. Благодарам на Бог за чистата вода и што не мора да одам милји и милји за да добијам вода. Му благодарам на Бог често и започнувам со: Ти благодарам, Боже, што можам да одам, да зборувам, да гледам и да слушам. Колку луѓе не можат едноставно да станат наутро и да го започнат денот. Помислите само на луѓето кои се парализирани или се во количка. Толку време им треба да направат нешто, како например да отидат во тоалетот, а ние сепак наоѓаме нешта за кои се жалеме. Правете се без ропот и расправање. Филипјани 2:14-15. Мора да го разбереме ова. Правете се без ропот. Во Библијата вели, без ропот, без наоѓање грешки, без поплаки против Бог и со прашање и двумење меѓу вас. Сите нешта. Колку нешта треба да правиме без поплаки? Колку? Кога треба да бидеме благодарни? И еве зошто треба да живееме без жалење. За да можете да живеете непорочни и невини, Божји деца, без недостатоци среде опак и расипан род меѓу кои ќе сјаете како светла во светот. Бог вели дека еден од начините на кои ќе се пробиете во светот и биете сјајно светло за него е да правите спротивно од она што светот го прави и да биете благодарни наместо да се жалите. Не седете на трепезариската маса поплакувајќи се за сите со кои работите, за работните услови за шефот, за ова, за она и за нешто друго. Не вклопувајте се и стапете. Можеби можете да кажете нешто: па знам дека овде не е се совршено, но јас сум благодарен што имам работа. Има многу луѓе што немаат работа. Или можеби, кога сакате да се пожалите за вашиот сопруг, би требало да се сетите дека таму некаде постои некоја осамена жена која веројатно би сакала да го зграпчи од вашите раце. Амин. Само помислете, некои луѓе немаат ниту со кого да седнат и да изедат еден оброк. Ние имаме премногу незадоволство и поплаки. Јас одделив 8 недели и во текот на тие 8 недели ги запишав сите нешта кои ми се случија, за кои можев и неверојатно се пожалив за нив. И така, помислив да го споделам тоа со вас дека во 8 недели 34 нешта ми се случија. Видите, нешто се случува цело време. Мислам, не знам дали игра е добар збор за да го употребам, но мислам дека треба да го сметаме тоа како игра која ја играме со ѓаволот.
Ние едноставно одбиваме да се жалиме без разлика што тој фрла против нас. Ајде да видиме, од сега па натаму, колку долго можеме да издржиме ѓаволот да не предизвикува, а ние да велиме: фала му на Бог, јас сум многу благословен. Му благодарам на Бог, јас сум многу благословен. Па дури, еве во што е работата. Дури кога имаме проблем, ние го имаме Бог во нашиот живот и тој може да ни помогне да го решиме тој проблем. Само замислете, дали би сакале да го имате проблемот денес, а да го немате Исус на ваша страна? Амин. Како што реков, знам дека ова не ви треба, но колку од вас знаат некој на кого му треба оваа порака? И вие би можеле, видите, не знам дали ги продавате пораките после службата. Дали уште го правите тоа? Можете да го купите ова и да го дадете на намќорестата личност која ја познавате, која никогаш не ја срекне без разлика што да се случи. Добро, да видиме. 34 нешта. Првото нешто што ми се случи е што го повредив грбот во теретанот. Потоа дома ми протече вода и го подува дрвото на масата. Целосно испука. Си го извртев зглобот, заборавив багаж во авионот. Старечкиот дом се јави за мајка ми 2 пати. Долги години ние се грижевме за мајка ми и за татко ми и мојата тетка, сите во старечки дом. И грижата подразбира неколку работи. Број 1. Плаќавме за тоа што е многу скапо. Број 2. Тоа значише дека бевме никогаш не знаевме кога ќе не повикат. Но повикот од старечкиот дом не значи само обичен повик од старечкиот дом. Тоа значи дека е потребно да направите нешто, или мајка ми не се однесува добро, или стариот не се однесува добро, тетката не се однесува добро, мора да одат на доктор, мора да одат во болница. И така нешто. Тоа никогаш не е во време кога седите и немате што да правите, надевајќи се дека ќе се јават од старечкиот дом за да имате, нели, што да правите во своето време. Од домот се јавија 2 пати, а уште имав болки во грбот. Потоа си ја повредив раката, обидувајќи се да се истегнам за болките во грбот. Од старечкиот дом повторно се јавија за мајка. Историв црвен витамински пијалок на белиот кауч. Дејв скрши прозорец со голф топче. Нечи дом на голф теренот. Завршив зборувајќи со перница среде ноќ, мислејќи дека е Дејв. Бев како... Да му беше перницата. Морав да потрошам пари кои не планирав да ги потрошам, да заменам кауч кој не планирав да го заменам. Си го фатив прстот во долната облека. Си истегнав тетива. А мојот прст, малиот прст, отече, поцрне и посине бидејќи си го фатив во долната облека. Морав да ја кажам на мојата многу независна, 86 годишна тетка дека веќе не смее да вози и да ја го одземам автомобилот веднаш. Ништо не си направил се додека не си ги одземал возачките привилегии на постарата личност. Морав да го заменам телевизорот на мајка ми за да има ТВ слушалки за да го слуша телевизорот, бидејќи одбиваше да носи слушно апаратче за кое таа инсистираше да ја го купам. Отидов во спа центарот во Валдорф Асторија хотелот, што е многу убав хотел, и се ги изгубив панталоните. Буквално се ги изгубив панталоните. Па си велите, што сакаш да кажеш? Па знаете, кога одите во спа центар добивате шкафче, во него ја ставате облеката, а ја некако не ги ставив панталоните во шкафчето. И така некој ги зел и направил нешто со нив. Не знаевме што, па завршив со масажата, се облекувам, имам блуза и чевли, но немам панталони. Сега како ли да си заминам од Валдорф Асторија? Во тој момент не бев расположена да кажам: ти благодарам Господе за сите мои благослови. Мило ми е што барем имам блуза. Не бев многу расположена за тоа, па си помислив:
Што ќе правам? Облеков наметка, отидов во канцеларијата, чувствувајќи се многу глупово и реков: јас имам проблем, се ги изгубив панталоните. Па не е дека никој не знае која сум и не е дека било кој ги загубил панталоните, знаете. Джойс Мајер беше овде и си ги изгуби панталоните. Тие рекоа дека ќе ми дадат пар од продавницата за подароци ако отидам да си ги земам од таму. Па мора во наметката да поминам низ лобито на Валдорф Асторија. Ајде, тоа е животот. Такви нешта им се случуваат на луѓето. Се случува многу почесто од што мислиме дека се случува, но мислам дека ако може да престанеме да се жалиме за тоа толку многу, тогаш нема да се сеќаваме на нештата кои се случуваат, но ќе завршам со мојот список. И така, отидов во продавницата и тие рекоа, погледнаа чудно и рекоа: вие сте господјата кој ги изгуби панталоните, нели? Реков: да, тоа сум јас. Ми дадоа пар панталони. Не ми беа многу точни, но сепак ми дадоа. Си отидов дома и истото попладне ми се јави и рекоа: ги најдовме вашите панталони. Реков: каде беа? Тие биле на клупата цело време. Некој ставил книга врз нив и еве, тие биле таму цело време, а јас поминав низ целиот тој хаос за ништо друго освен срам, претпоставувам. Колку од вас никогаш ги немаат изгубено панталоните во спаци? Мајка ми ги изгуби незините наочари од $350, мислеме дека ги испуштила во кантата за ѓубри. Немавме вода 24 часа. Мојата тетка имаше проблеми со очите, па моравме да ја носиме на очен специјалист неколку пати. Се случи нешто неочекувано на работа, со вработен. Дејв имаше операција на грбот и не можеше да дојде во Индонезија со мене. Летав 47 часа во 7 дена до Индонезија и назад. И додека бев таму, градот се поплави и не можев да го направев она за кое дојдов. Дале се забавуваме. Тетка ми ја однесува во болница заради пневмонија. 3 часа од кога стигнав дома ми се јави да земам тетка ми од болница. Нашата веб страница падна на 2 дена. Телефоните во канцеларијата се расипаа. Си го удрив прстот од каучот. Морав да ја кажам на тетка ми дека ќе се пресели во старечкиот дом, па веќе не може да живее во низиниот стан. Имав стомачен вирус, пожарните аларми се тестираат цел ден во хотелот во кој престојал за време на конференцијата. И последното, ама не најмило, си го испив целиот протеински шејк, откако сватив дека Дејв го наполнил шејкерот со сапуница претходната вечер и го оставил да се кисне. А јас не го видов тоа. Само ја истори волата, но внатре имаше сапуница. Па може да се каже дека испуштавме урчиња. Сега, ви кажувам бидејќи вакви работи ви се случуваат и вас. Но само замислите ако можеме да издржиме. Само замислите како би го разбеснило тоа ѓаволот само ако поминеме низ животот, сваќајќи дека тој ни подметнува за да не вознемери. Амин. Ѓаволот ви подметнува за да ве вознемери. Сака да се налутите, мрморите, да се жалите, да се однесувате како сите други во светот, за да луѓето не можат да ве разликуваат од сите други. Ние не треба да се вклопуваме. Ние треба да се истакнуваме. И тоа не значи дека ние треба да проповедаме на секој што ќе го видиме. Всушност, мислам дека тоа некогаш повеќе наштетува отколку што прави добро. Но само ако излеземе и само го живееме животот. Мислам, може ли да замислите Исус да се поплакува? Не можам да ја јадам оваа иста риба секој ден. Уморен сум од спиење овде без добар кревет и перница. Тој рекол: еј, ако ме следите, јас немам каде да си ја спуштам главата. Тој не рекол дека следејќи го него ќе биде лесно. Рекол дека ќе биде полно со предизвици. Поплакувањето може со сигурност да ги направи нашите молитви неефективни. Наместо тоа, ние мора да се сконцентрираме и да бидеме благодарни за добрите нешта за кои Бог ги дона во нашиот живот.